пренасител. Во студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочани по еден месец лекување во Војно-медицинската академија во Белград им подлегнал на повредите. Тој е 62-та жртва во пожарот во дискотеката. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочанија загуби битката со сериозните изгореници и повреди од вдишување на чад. Тој е 62-та жртва на големата трагедија што се случи на 16 март. Цел месец се бореше за живот и беше во тешка и критична состојба во Војно-медицинската академија во Белград, каде беше испратен на лекување. Станува збор за пациент со 27% зафатеност со изгореници и сериозни повреди од вдишување на чад. Во ВМА е опериран на 4 април и е поставен на ЕКМО апарат. Но заради сериозноста на повредите, тој поголем дел од хоспитализацијата беше нестабилен и во тешка општа состојба. Стефанов по пожарот во Пулс бил прво хоспитализиран на Карел, но по направената медицинска тријажа и сериозните повреди на горните дишни патишта и белите дробови, како и степенот на изгореници, бил веднаш транспортиран на лекување во ВМА во Белград. Со контактите што ги имавме со професор Војслава Нешковиќ од Белград и останатите колеги, добивме информација дека уште од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да по влошувањето на неговата состојба 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Влошувањето настапува во раните сати. Пациентот им подлегнува на повредите некаде околу 11 часот денес. Денеска се враќа уште еден пациент кој беше на лекување во Солун и во странски медицински центри остануваат уште 45 пациенти. Двајца од нив се во потешка, но не во критична состојба, велат од Министерството за здравство. Во македонските здравствени установи на болнички третман се 6 мина. Во големата трагедија во Кочани починаа 62 лица, околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 беа испратени на лекување во 22 европски земји. Сања Димитровска, Сител телевизија. Екс-градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов од денеска е во домашен притвор. Во ефективен притвор и натаму останува поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши е единственото звучно име кое останува во притвор во истрагата за пожарот во импровизираната дискотека Пулс, во која загинаа 62 луѓе, околу 200 беа повредени. Доскорешниот градоначалник Љупчо Папазов од Кумановскиот затвор се сели дома. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осомничени. Поранешниот прв човек на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, еден инспектор и член на обезбедувањето. Во домашен притвор веќе се поранешните градоначалници на Кочани, Радко Димитриевски и Николчо Илиев, екс-директорката на Пазарна Анета Симеска Димоска, поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, за амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ова министерство, изречени се мерки на предпазливост. Полицаецот, кој беше недостапен за органите на прогонот, изутрината сам се пријавил во обвинителството. Тој е меѓу 10-мината службеници кои завчера беа опфатени во истрагата откако МВР поднесе кривична пријава. Утринава сам се пријавил и сега е пред судија на претходна постапка, велат од обвинителството. Ниту еден обвинител не се повлекол поради наводни притисоци. Обвинителството ги демантираше овие тврдења и оттаму велат дека на случајот работат истите обвинители како и досега. Ваква информација изутрината лиферуваше ДУИ, тврдејќи дека истражните органи истрагата ја водат под политички притисок и со намера вината да ја префрлат кај други. Информациите дека еден јавен обвинител кој бил дел од предметот се повлекол поради несогласување околу квалификацијата на делото и особено поради политички притисоци од страна на партии во владата, во нормална држава би бил аларм за целото општество, соопштија од ДУИ. Опозицијата обвинува, истрагата се води селективно, а одговорност се бара само од поранешни функционери. Јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници кои морале да постапат копната ноќ, но тоа не го сториле. Во досегашната истрага за најголемата трагедија во Македонија опфатени се вкупно 59 осомничени лица.
Даниел Василев, Сител телевизија. Од денеска стручната комисија проверува дали како починал 57 годишниот пациент кој не бил третиран на клиниката за кардиохирургија. Паралелно траат барањата за оставка на министерот Таравари. Министерска комисија влезе во државната кардиохирургија за да изврши вонреден стручен надзор за тоа како почина 57 годишниот пациент на оваа клиника. Комисијата ќе треба во рок од 8 дена да ја провери работата на кардиохирургија и да даде извештај до министерот Таравари. Сомнаш за работата на оваа клиника, Министерството пројави по извештајот на Државниот здравствен и санитарен инспекторат дека не работела едната ангиографска сала, но и дека на клинички немало ни стенд графтови за евентуално да се интервенира кај пациентот. Од Министерството велат дека досега кардиохирургија не упатила на тоа дека во периодот на реновирање ќе имаат проблем во функционирањето. Од клиниката за кардиохирургија во своето известување од 8 февруари го известуваат Министерството за здравство дека почнувајќи од 14 февруари во просторот во операционата сала број 2 ќе се спроведат градежни работи и во тој период ќе функционира операциона сала 1, односно пациентите ќе бидат соодветно згрижени со здравствена услуга, коментираат од здравство. Од друга страна не престануваат политичките барања за разрешување на министерот Таравари, откако семејството на пациентот обвини дека тој починал бидејќи во кардиохирургија немало услови за лечење и спас на болниот. Министерот Таравари продолжува да ја крие сопствената одговорност позади некаква стручна комисија, која треба да утврди дали имало пропусти од здравствените работници за случајот со починатиот пациент на клиниката за кардиохирургија. Јавноста мора да знае дека затворањето на единствената сала на кардиохирургија во услови кога очигледно пациентите нема каде да се пренасочат представува колапс на здравствениот систем по директива на министерот, велат од партијата на Пасиев. Слична реакција и барање вчера пак стигна и од опозицијската СДСМ. Таравари предходно изјави дека починатиот пациент бил примен на кардиохирургија, а лекарите одлучиле дека не треба да се оперира, но и дека ќе има проверки дали е направен лекарски пропуст. Според министерот, во една од салите на кардиохирургија се инсталирал нов апарат, пошто требала да профункционира на 15 мај. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Вработените во културата за Великден ќе останат без плата, откако и денеска не им беше исплатена платата за месец март. Миријана Давидовска во овие вести за реакциите на синдикатот, каков е одговорот на министерството. Да, над 3000 вработени во културата поради доцнењето на мртовската плата за овие великденски празници ќе останат без пари. Министерот за култура вели дека платата е на доусогласување веќе во Министерството за финансии и тој очекува веќе од вторник, првиот работен ден по празниците, да им биде исплатена мртовската плата. Од синдикатот пак на вработените во културата најавија дека ќе има протести по великденските празници, но велат дека и ќе упатат тужби до сите институции поради ова доцнење. Во продолжение ќе гледаме сите детали. Пробиен рокот за исплата на мартовската плата за вработените во културата. Синдикатот реагира дека за Великден над 3000 работници од културата се оставени без пари, но реолтот е уште поголем бидејќи велат ова не се случува за прв пат. Според колективниот договор платите треба да се исплатат до 10, но пробиен и законскиот краен рок 15 април. Институциите и да сакаа не можеа навремено да изготват плата, бидејќи од службите на Министерството за култура им беше кажано дека ако ја пресметаат платата согласно колективните договори, истата ќе им биде вратена и дека треба да чекаат насоки од нив. Дали министерот знае дека вработените во институциите добиваа викање и дерење од страна на вработените во Министерството наместо насоки и на крај насоките стаса на 10 април преку мејл без подпис на одговорен. Мартовската плата ќе легне на сметка веднаш по Великден, тврди министерот за култура. Усогласувањето на платите е испратено во Министерството за финансии. Лютко вели доцнењето е поради неусогласени одредби за начинот на пресметување на платата со новото покачување за кое имало спор од страна на синдикатите. Разговаравме долго време на таа тема како треба да се пресметува платата. На крај на 11 април донесовме одлука ние како министерство да им наложиме на институциите да ја пресметат платата онака како што била пресметувана и до сега, а подоцна, за да не се доцна и премногу со платата, а подоцна во текот на годината да преговараме за колективниот договор и да видиме каде се види на спорните работи.
Ова не е само административен пропуст, туку и директен удар врз достоинството на оние што ја чуваат културната меморија во државата, реагира опозицијата. Министерот за култура Зоран Љутков потврди не само како институционален раководител, туку и како човек кој некогаш самиот стоел на сцена и знае што значи љубовта кон културата. Разочарува фактот што токму тој, дојден од светот на уметноста, не покажа ни минимум емпатија и одговорност кон своите колеги, вработени во установите од културата низ целата земја. Од синдикатот најавија тужби за доцнење на плата во сите институции и порачаа дека го одмрзнуваат протестот што беше закажан за после празниците. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Аптеките бараат да бидат иземени од обврската за објавување на цените на нивните производи, која почнува утре. Негодуваат и трговците кои велат од 25 февруари, кога беше донесен законот, до денеска немале доволно време за да изработат веб страници. Аптеките да бидат ослободени од објавување цени на интернет, побараат Сдруженијето на приватни аптеки. Според нив, обврската е несоодветна затоа што не се обични трговци и ќе создаде дополнителен товар за фармацевтите. Барањата ги испратиле до Министерството за економија и кабинетот на премиерот. Приоритетната наша улога е давање на здравствена грижа кон пациентите. Со носењето на овој нов правилник едноставно се намалува можноста да ние како здравствени работници се фокусираме на нашата основна здравствена дејност. Сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Од владата потврдија дека барањето е пристигнато и ќе биде разгледано. Во однос на врската која произлегува од законот, како влада може да кажеме дека истата очекуваме да биде почитувана од сите засегнати кои ги опфаќа законот. Стопанската комора на трговци на големо и мало пак побара дополнителен рок за изработка на веб страници. Значителен дел од малите трговци се уште се во процес на адаптација, од технички, финансиски и кадровски аспект. Станува збор за реална потреба од дополнително време, со цел квалитетна и одржлива имплементација, велат од комората. Министерот за економија со нив ќе има средба после великденските празници. Дурмиши вчера го образложи правилникот, почнувајќи од утре, сите поголеми маркети, аптеки, бутици, продавници за бела техника, играчки, железари, на веб страница мора да ги истакнат сите производи што ги нудат со сенивните цени. Ке треба да ги ажурираат секој работен ден до 10 наутро, а во случај на попуст мора да биде означена и редовната цена, процентот на намалување, како и времетрењето на акцијата. Објавите на социјалните мрежи нема да се важат. Ослободени се само трговците кои имаат до 10 вработени. Ова следи откако во февруари пратениците го изменија законот за потрошувачи и им дадоа рок од 45 дена на трговците да се прилагодат. Тој што нема да го почитува законот, ќе добие казна и до 10.000 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицковски ја оцени како исклучително квалитетна и успешна посетата на владиниот тим на Обединетите арапски емирати во изминативе денови. Разговаравме за проекти од областа на транспортот, пред се коридорите 8, коридорот 10 и отсечката на коридорот 10, 10D. Потоа разговаравме за проекти кои што се силно поврзани и тесно поврзани со туризмот. Се разбира тука нашиот македонски, балкански, би рекол, светски бисер Охрид, потоа Попова шапка како исклучително силна инвестиција која што треба во годините кои што следат да донесе големи економски бенефити за македонските граѓани. Потоа во делот на градежништвото неколку локации каде што на вистина може да се направат лендмарк објекти кои што ќе бидат препознатливи не само за Скопје, Македонија или за другите градови во нашата држава, туку и за регионот, па би рекол зошто да не амбицираме да прераснат такви лендмарк објекти за цела Европа. Зборувавме за инвестиции во делот на земјоделието и се разбира енергетиката како главен приоритет, тоа се проектите, односно хидроцентралите на река Црна, а тоа се Чебрен и Галиште. И тоа е крајот нови вести, следните се во 23. Имајте пријатна вечер.